Пролет. Велосипед. Ставаше кебенце на багажникот од велосипедот, за да ми биде поудобно подоцна. Никогаш не запаметив, беше тоа моето бебешко кебенце или на брат ми, но знам дека од него научив за денот и ноќта. Имаше сонце на едната и месечина на другата страна. Тато ме носеше кај страшната тетка Вида. Незините инекции најмногу болеа, а моите солзи, детски пцости и закани дека никогаш повторно нема да се вратам кај неа, и го болеа, и го засмеваа татко ми. Ме враќаше дома седната на кебенцето, внимателно избегнувајќи ги дупките и камењата на подот. Лето, врапче. Ги мразев мувите и сенките на лубеницата. До задоволствата со мака се стигнува. Парчето сочна лубеница е трофеј по освоената битка со мувите и сенките, кои што со мака едвај успеав да ги плукнам. Никогаш не научив да плукам. Женско си ми вела, женските не треба да плукаат, а од кората прават фигури, што завршуваа во клунот на нашите кокошки. Кога се враќаше од работа, тато ме земаше ненадено враце. Не креваше високо горе. Летај, летај, врапче, ми велеше. Летај, махтај со крилцата. Летај, врапче. Летав. Есен, Фиќо. Одиме на гости, сите четворица пикнати во нашето зелено Фиќо. На пакосниот сосед тоа му се гледа смешно. Нашето зелено Фиќо наводно било смешно. Било смешно дека е зелено. Зелената боја е смешна, тврдеше чичкото. И така зборуваше наоколу. Од тогаш не носам зелена боја на себе. Ама не носам ни жолта. Бојата на неговото Фиќо. Одиме. Одиме кај тета. Во нашето среќно, како детелинка, зелено Фиќо. Зима, санка. Доцна е. Не знам колку доцна. Не видов каде е големата, каде малата стрелка на часовникот. Ме влечеш на санка низ длабокиот снег. Јас сум уморна. Цел ден играм во снегот. И ми студи. А тебе те топли греаната ракија што ја испи на тргнување и мелодијата што си ја свиркаш додека чекориш. Ме влечеш на санка. Се враќаме дома, доцна во ноќта. Ме собладе сон. Дремливата ѕирка ми се смешка. Ме топли твојата среќа и спокој. И народната песна што де ја подпевнуваш, де си ја свиркаш. Многу ми го фала, бабо мори, вашето девојче. Сема добар за нова, многу ми го фала, бабо, твоето девојче. Вечерва се собравме од срце да го пофалиме првото прозно остварување на Јуле, да го пофалиме ова девојче и незиното остварување, незиното дело по Комарци, книга која така убаво не избоцка поетски и еден вид убава зараза направи кај многумина поетска. Со книгата Годишни времиња Јулијана Величковска, нашата Јуле, ни открива едно друго патување. И јас вечерва еве ова патување што ни го отвори Арна со воведниот квартет, 4 годишни времиња преку 4 многу елиптични, но многу силни доживувања во 4 делови од годината, што секако кореспондира и со насловот, но кореспондира и со
тој патувачки аспект на оваа возбудлива, може би не многу голема по обем, но многу длабока, многу жива, многу топла книга. Книгата на Јуле не носи низ тој цикличен, возбудлив и длабоко проживеан однос кон светот што е надвор и што постојано се менува годишните времиња. Јуле влегува во едно елитно друштво на не само писатели, туку и уметници кои се занимаваат со доживувањето на годишните времиња, да речеме, од Калидаса во индиската класична поезија, преку јапонските танка и хаику мајстори, во чии што песни, иако имаат само по 17 слога, има барем еден збор кој упатува на годишното време, па се до, што знам, Антонио Вивалди или пак Ким Ки-дук, пролет, лето, есен, зима и повторно пролет. Јас, како вака, прв во убаво друштво кој ќе се обидеме да малку да ве повозиме по книгата, ќе се обидам токму да го предочам тој патувачки аспект или патеписен аспект на книгата на Јуле. Јас ја читам во автобус, си ја понесов на едно релативно кратко патување до Неготино и првите 80 страници ги прочитав буквално во еден здив во автобусот. Тие што веќе гледам кај од некои лица, веднаш препознав која читале книгата, нели, дека тоа е еден од многуте рамковни, условно кажано, приказни, бидејќи ова иако е куса книга, е исклучително слоевита токму од тој патописен аспект, од патувањето гледаме на задно седиште на велосипед, пред малку го слушнавме тој пасаж, преку патување во фиќо. Многумина од нас сме се возеле во такви зелени, жолти, јас сум се возел во портокалово фиќо, така што ми се погоди вечерва. Па се до многу различни форми на патување. И мене ми е навистина со огромна возбуда го читав и мислам дека имаме дело кое ќе се препрочитува. Еве, зборувавме и со пријателите дека е дело кое не само што вака жаргонски кажано ве вози во светот на не само лесно е да се каже ако веќе говориме за врската со патописниот жар, нели, патописецот или нараторката. Тука има повеќе, ќе зборуваме, повеќе аспекти, повеќе гласови се слушаат во ова дело. Патувањето не е само низ тој циклус на годишни времиња, туку е патување низ внатрешниот свет, патување низ светот на спомените, така што мене лично особено ме трогнаа тие ликови поврзани со детството, како што можевме да ги чуеме и во овие воведни слики или во овие воведни пасажи. Тоа патување едновремено и патување низ внатрешното доживување на животот, но и низ она што на сите нас ни се случува. Значи, тоа патување, нели сите знаеме кога патуваме, се буди перцепцијата, се буди, излегуваме од инерцијата на доживувањата и мислам дека секоја добра книга и тоа ни го нуди, меѓу другото и читателот како еден вид патник. И тоа патување е многу слоевито ако се има предвид дека Јуле во оваа книга, меѓу другото, и насловот се поврзува со мелодијата која што можевме пред малку да ја слушнеме, значи се патува и низ еден музички свет истовремено. За мене е особено битен тој, тоа не е само една проста цитатност, нели, да се наведат стихови. Мислам дека Јуле овде ни нуди една брилијантна плейлиста. Јас пробав пред промоцијата на моите синови да им пуштам дел од тие песни на YouTube, кои дел од тој го слушаме тука. Значи, таа плейлиста мислам дека е исклучително битна. И како читатели ние сме повикани не само
да слушнеме што слуша нараторката во својот вокмен, додека патува и додека ги евоцира или ги запишува своите доживувања. Бидејќи навистина овој еве го слушаме и Pink Floyd, еден од клучните музички, да речеме, подлоги или хипотекстови, или еве, тука се, не знам, Азра, тука се и мене многу блиски музички, да речеме, некои формативни музики кои мене многу ми значеле и мислам дека тој аспект е многу интересен кога веќе говориме за тоа интермедијално или мултимедијално патување што го нуди годишни времиња на Јуле, но исто така тука има сега повторно и ова е тест кој од вас го држал Враце романот, има едно друго изненадување, можеби за некој изненадување, за некој помалку, нели и тој ликовен елемент кој исто така Јуле ја доближува оваа книга и како не само како поетеса, не само како и тој поетски аспект, мислам, на романот е исто многу битен, бидејќи навистина голем број пасажи функционираат и низ призмата на еден вид густи, кондензирани поетски слики, туку и тој ликовен елемент кој мислам дека ќе ви биде исто така едно многу убаво доживување. Една стара поговорка, нели старите поговорки им се припишуваат на многу традиции, велат дека оној што не патувал, или тој што не патувал, исто како да не живеел. Годишни времиња е книга која што ќе ве натера многу да патувате и многу интензивно да го проживеете тој патувачки свет. Така што на неколку други аспекти од тоа патување ќе ве упатате и ќе ги слушнете и тие пасажи кои ќе ве однесат во различни агли и временски и просторни од ова возбудливо дело. И благодарам на Јуле што еве и патуваме и живееме благодарејќи на оваа книга. Розовото клопче. Розовото клопче се тркалаше на сивиот бетон под моите нозе, кој лепдеа над него и од кој се галеше моето сиво манче. Баба ме држеше во скутот. Ги имаше ставено незините раце врз моите. Држа фигли за плетење. Баба ме учеше да плетам со розов конец од расплетен елек, што го имав надраснато. Тоа мора да беа самите почетоци на рециклирањето. Баба имаше само една дланка. Десната. Левата ја изгубила во војната. Имала само 5 години. Слушнала тик-так, тик-так. Саатче. Весело помислила. Бомбата врака ја експлодирала. Но баба беше многу убава. И тато така велеше. Иако имаше само една дланка и само едно око, другото и беше стаклено. Ја оперирала во Белград. Еден ден дедо бил многу болен и таа го подготвувала конјот за да го однесе на лекар, ама конјот ја удрил со копито в лице и окото ја испаднало. Баба беше прекрасна. Живееше во една мала камена кукичка на рипче. На брвот од тоа рипче имаше уште едно рипче. Никогаш не си искачив на него. И сега, години подоцна ме фаќа страф од помислата на рипчето. Мама ми кажа дека таму Джеки, нивното верно куче, се борело со вампири. Джеки имал 4 очи, 2 вистински и 2 магични, веднаш за да обие, како светли дамки во крзното. Затоа гледал вампири. Вампирите се движат со брзина на светлината. Сепак, чекорат бавно по работ на самракот. Една ноќ вампирите им дошла на вечера. Баба, дедо и нивните 7 деца јаделе граф. Вампирите им ја каснале газиената лампа и им фрлале глувчешки измет во гравот. Дедо со пцости ги предизвикал да се појават со лице и тело, ги повикувал на двобој.
но се плашала. Дедо бил силскиот джамдар, имал и пушка и силен коњ. Но тоа не била причината поради која вампирите така кукавички се повлекле. Дедо бил оној што го запрел воденичкиот камен со голи раце. Жива сила не го може тоа, но дедо ми една ноќ седнат со мажите од селото во воденицата, си молчал и си подпивнувал ракија. Додека сите вревеле и се фалеле со своите мачо подвизи, дедо молкум станал, му пришол на каменот, го опфатил со обете раце и го стиснал. Воденичкиот камен, вртен од силата на криварека, запрел. Тогаш сите молкнале. Дедо го пуштил каменот, плукнал и си заминал без збор. Но го фатила некоја болештина. Боледувал в кревет 3 години. Го негувала и капела баба ми. Него и неговите 7 деца. Без око и без дланка. Но баба беше прекрасна. Имаше меше како ритчето на кое живееше. Секој утро баба правеше мекици, а јас ги делев со глувчето што живееше зад шпоретот. Утрата кај баба беа волшебни. Како и баба, како и камената кукичка во која живееше. Подот беше истапкана земја врз струли штици. Под нив имаше бункер, односно остава. А таму имаше резерви од брашно и сол. За секој случај, велеше баба. Во случај на војна. Имаше 3 одеи. Над зидовите што ги делеа имаше по еден прозорец, низ кој се гледаше од едната во другата соба. На другиот зид имаше прозорец кон ходникот, а на третиот кон надвор. А надвор беше малата градина со цвеќе. Баба имаше цвеќе какво што никој немаше. Баба имаше и свој кладенец и бавча, во која растеа најсладките тикви печенки, ја таа најдобро ги готвеше. Креветите беа полски. Метални рамки, пружина, врз која имаше тушек и перници од сено, што баба од година в година го менуваше, а додаваше и миризливи билки и чаеви. Како само се сонуваше. Баба останала без својата мајка кога имала само 4 години. На баба и починала и првата машка рожба, првиот сопруг, 2 синови близнаци, едва и го изгледала војко ми. Една од ќерките и почина од болест, другата беше убиена. Баба претрпала многу загуби во својот живот. И окото, и дланката, но не и незината смисла за хумор. Единствено понекогаш си зборуваше самата со себе и плачеше. Живееше само во селото, дружејќи се само со манастирските мачки и кучиња на лето. А зиме доаѓаше кај нас. Ми носеше набрани бадеми и мед, кој што сама го собираше од пчелите што ги одгледуваше во карпата на низиниот голем имот. А таа карпа, меѓу нас, низините внуци, беше позната под името Седлото. Ако не фатеше качани на неа, добивавме тап удар по главата со единствениот прст од левата рака на баба, кој после бомбата беше добил форма на чеканче. Кога баба доаѓаше кај нас, спиеше во мојот кревет. Беше необично чиста и уредна. Косата секогаш во плетенка, извиена под една бела марама, врз која носеше уште една шарена марама на главата. Баба ме гушкаше и топлаше. Некогаш ми раскажуваше приказни, најчесто онаа за келешот, но секогаш прва заспиваше пикната со мене под портокаловата јамболија, исткаена лично од мајка ми и донесена тука со чеизот. Кога мене ќе ме снема од земјата, мислев, ќе бидам горе на небото, легната со баба на облаче, покриени со портокаловата јамболија. Таа ќе ме гушка и ќе спие испуштајќи ги тие смешни пувкања со устата кога издишува. А јас ќе се смешкам и ќе си делам мекици со глувчето, она што живееше зад шпоретот. Баба почина пред неколку години.
Ни рекоа дека ја слабело срцето. Јас знаев дека еден ден ќе попушти. Бабиното срце беше скршено многу пати. Го лепеше таа низ годините, но сепак не издржа. Може би лепилото беше made in China. За спомен само ја чував шнолата што таа еднаш ми ја подари. Имаше едно поголемо и едно помало срце, едно до друго, како гушнати. Како јас и баба под јамболија. Моето срце и срцето на баба, помислив кога ја видов. Научив да плетам, но не исплетов ништо никогаш. Почнував и не завршував. Се плашам да го завршам. Кога ќе е готов, каде ќе е баба да ја го покажам? Тоа може да боли премногу. Научив и да месам. Еднаш, на Благовец. Ме качија на столче, за да можам да досегнам на масата. Ги пикнав рацете во длабок сак со брашно. Мама ми туреше топла вода, а баба ми истури шекер врз рацете. Баба ја јадеше мојата прва блага погача. Баба сигурно била тука и за моите први чекори, и за мојот прв проговорен збор, и за моето прво запче. Но знам дека не беше тука кога го вадев првиот млечен зап. Го нишав со прстите де со јазикот до бескрај. Висеше завод само на влакно, но се плашев да го откимам. И тогаш дојде тата со конец во рацете. Ми рече дека така се правило тоа и се смешкаше. Му верував. Дозволив да го врзе конецот околу запчето. Замижи, ми рече. Мижев. Слушнав едно, так, и ги отворив очите. Тата се смееше. Оди донеси лепче, ми рече. Зошто? Љубопитно прашав и за прв пат ја почувствував шуплината во мојата уста. А тато го прочита мојот израз на лицето. Ајде, рече, кажи ја јазбуката. Ајде да видиме дали ќе шушкаш. Абе, веќе те ѓежи за дзелко ми на обрзате ти уфкат се ќеш ш. Браво, се изнасмеа татко ми. Трче сега по лепче. Отрчав. Джвакај го сега. Ама да не ме боли, прашав. Нема да боли. Джвакај полека, внимателно. Джвакав. А чекај, не волтај, рече. Лукни го. Крена Веѓа. Да, насмеа ми ја говори. Плукнав. Го пикна мојот зап во лепчето, го стисна убаво и ми го подаде. Оди сега. Фрли го најсилно што можеш, да ја префрли куќата, за страчката да дојде понеко. И речи, страчко, страчко, тебе еве ти коскен, мене врати ми златен. Тато, јас не сакам златен зап, не го одував. А како пират ќе бидам, не, како тетка душка ќе бидам, цимолев. Татко ми се смееше. Будалче, само така се вели, нема да ти донесе златен зап. Послушав. Автобусот запре. Жената што личеше на баба слеза на станицата. Ја гледав како заминува. Нешто ме болеше во градите. Болеше. Како може да боли празнина? Се запрашав. Добра вечер од мене. Навистина ми представува чест и задоволство да бидам промотор на овој несекојдневен роман со многу специфичен сензибилитет. Да се надоврзам на Владко. Романот го раскажуваат многу наративни гласови, кога човек вистински ќе се заслуша во нарацијата. Меѓутоа, мене доминантни ми беа два гласови. Едниот многу женски, многу суптилен, многу интимен, а другиот остар, некогаш ироничен и циничен, глас кој што остро ја критикува нашата општествена реалност. Романот Годишни времења е првенствено и пред се женски роман, со женски сензибилитет, женски наратор и женска нарација. Може да се рече дека Јулијана Величковска со својата нарација, постмодерно, фрагментарно расцепкана, незаокружена во целовита приказна, манифестира недоверба кон машкиот тип на раскажување,
кон фалогоцентричните техники на конструирање на заплетот и се свртува кон женското пишување кој ги намножува разликите во постојаната размена со подрачјето на другиот. Женското искуство на нараторката во овој роман диктира поинакво структурно и наративно устројство, поврзано со постојани почетоци и повторувања, а на лепси што имаат една поинаква женска логика, отворање кон нови раскажувања, умножување на значењата и создавање на еден истовремено и синхронизиран и дисторзиран паралелен женски универзум. Романот Годишни времења е некаква чудна и чудесна комбинација на меко, топло, женско раскажување, што го слушнавме во фрагментите што ги читаше Арна, со призвуци на детство, на бабина преградка, на фолклор и фолклорна фантастика и остро проникнување во абсурдите и контрадикциите на современиот глобален свет. Првиот модел на раскажување е поврзан со спомените од детството и сеќавањето на првобитната полнотија и првобитното единство на постоењето, кои што со текот на време се претвориле во празнина што боли. Ова раскажување се врти околу два женски лика, ликот на мајката и ликот на бабата, клучни фигури во конституирањето на женскиот субјективитет на нараторката. Полно со љубов, копнеш и болка, со неизмерен копнеш, емотивен полнеш и липтеш, му дава на романот своевиден оригинален печат од крв и месо, што би рекле феминистките, тоа е пишување од утробата. Другиот наративен модел е спротивно на бабино-мајчинскиот. Нараторката во овие наративни пасажи има остар јазик. Таа е брутално искрена, неверојатно иронична, на моменти цинична и во секој момент го деконструира она што е сега и овде. Во пасажите што ги раскажува овој ироничен, циничен и брутално искрен глас, нема обштествени, идеолошки, политички, ниту сексуални табуа. Тука допоска се разголуваат крвавите рани на современиот свет, абсурдите на постоењето на современиот човек, парадоксалноста на симулакрумите и симулациите, бескрајно умножените фрустрации и комплекси создадени од неугодното во културата. Авторката вешто вткајувајќи експлицитни и имплицитни интертекстови, преку вториот модел на раскажување нема милост кон она што е сега и овде. Исто како и што современите глобални пералници на мозокот немаат милост кон современиот човек. Меѓутоа, овој модел не надвладува. Го балансира првиот модел, нежниот, мекиот, љубовно-мајчински поглед на свет, што секогаш е насочен кон полнотијата, а не кон празнината. Двете перспективи циклично се сменуваат, како што се сменуваат годишните времења. Ритамот на сменување на двете наративни состојби е можеби прерано прекинат со крајот на романот. Тој го кажа Јуле кога ме праша за мислење. Искрено ми рече, што мислиш за романот? И реков, се разочарав што е прерано прекинат. Барем так почувство има. Затоа што можеби читателот удобно се сместил во својата фотелја, препуштајќи се на вистинско наративно задоволство. Романот Годишни времења внесува нов вкус во македонската прозна сцена, како пикантен десерт за книжевните гурмани. Десертот потсетува на вкусните бабини јадења и подмалку налутува. Благодарам. Денес видов измислиле пернича за дремнување на јавни места. Нешто како меко капче. Служи пред се да си го допреш челото на прозорец од автобус или друго превозно средство и да ти амортизира главата додека врви низ дупки или нерамен пат. Ја наврев качулката, се подпрев на прозорецот и ги затвори очите. Слушалките од зелениот Walkman ми беа на уши. Беше есен, 2001. Врвевме низ Бит пазар. Слушав Last Expedition, Мостар. Име? Балкан. Презиме? Нема. Татково име? Мојот татко шешир носеше, татко ми од чибук пушеше. Доби куршум на улица, почеток е на војната. Се сеќавам бледо на него. Балкан беше маж, силен. Седеше на табуретка во убав сончев ден, на улица,
Мезеше тушија и пиеше жолта. Го пратеше малиот по цигари. Пушеше. Беше вратен од кај соседката. Незиниот маж му беше најдобар другар. Замина на печалба. Го замоли да му ги чува малиот и жената. Не ги чуваше. Балкан имаше табуретка со поглед. Совршена за фаќање сеир. Гледаше кон чаршијата. А во септември мирисаше на ајвар и пршки. Колеше свињи, сечеше дрва, лупеше пиперки, возеше трактор, слушаше азра и лапаше баклави и еклери. Таков беше Балкан. Жив. Но еден ден беше седнат така на табуретката со куфер крај себе. Жена му разбрала за соседката. Куферот беше празен. Денот беше вторник. Го истетовира Исус на градите додека беше затворен и молеше. Само немој по глави, друже плави. Јас сум само турист минувач. Мислам дека знам и разбирам. Радио, ТВ, разни приказни. Не доживувам. Се сеќавам бледо на небо. Се сеќавам на крем бананите, што внимателно ги джвакав, зашто само што ми беше испаднал првиот млечен зап, додека чекав да ја кажаме заклетвата честен пионерски збор. Што и да значеше тоа? Ни велеа ќе не шетаат по цел Балкан на екскурзии. Но тоа не се случи. Јас Балкан не видов, од дома не излегов. Не знам јас ништо за Балкан. За него само ми кажуваа. Балкан служил војска на Јадранот, возел југо застава, фаќал женски у Кавказу, уз плјуге и пиво. Одел на летување во Опатија. Шверцувал фармерки преку Трст од Италија, јадел лепи сол во Македонија, крадел коли во Бугарија, играл сиртаки во Грција, шета од Вардара па до Триглава. Балкан бил силен, голем маж. Но јас бев малечка тогаш. Се сеќавам само дека сакав да бидам негова кога ќе пораснам. Сега кога пораснав, тој повеќе не е меѓу нас. Балкан бил застрелан. Застрелан од сосед, пријател. Простувам иако немам право. Простувам иако немам сила. Разбрав дека сум била негово дете. Колку чудна верзија на Едипов комплекс, помислив. Сите сме деца на Балканот. Го сеел тој своето семе како оној од Викиликс, уште на времето. Негова сум. Го носам во гените. Мојот очув не го сака тоа. Ме прекорува. Не плукај по улици, ми вели. Не препрлувај улица ако нема пешачки. Не пцуј. Не го ѓубрето во корпа за отпадоци. Рециклирај. Регистрирај фирма ако сакаш да вариш ајвар и ракија. Слушай ме кога ти зборувам. И престани да се толку понизна. Избори се за своите права, жено. Јасно? Јасно, велам. Но не ми е. Ми велеше дека е мртов. Твојот татко е мртов, велеше. Раскинат беше на парчиња. Самоубиство. Верував. Имаше и реклами на кампањи на телевизија. Разни спотови, реклами, луѓе. Балканот е мртов. Историја, минато. Помирете се, влезете во нова ера, да повикуваме. Станете дел од Европа. Луѓето купуваа. Долго тагував. Мојот мртов Балкан сигурно се превртува во гробот гледајки ме. Но јас знаев дека не е мртов. Балкан беше жив. Беше некаде на некој остров заедно со Елвис, со Мерлин Монро, седнат на својата табуретка. Им фаќа сеир на славниве. Чита Нова Македонија, па истура конзерва сардини врз весникот. Добро го измрсува. Си грицка од сардините, па си подпивува скопско. А зиме вари пифти. Лете игра шах на клупа со пензионерите. Ги штипка за задник келнерките. Ги заведува на Елвис швалерките. Пуши ко турчин во рестораните. Ги расфрла низ дома чорапите. Ке се врати тој наскоро. Денот де ближи. Ке дојде и ке изусти. Едног дана нема ме. Да никада не доđem. Пријателје кој знам, не познаjem кад проđem.
kao da me nikada na svijetu nije bilo. Мојот учев не ќе разбере. На кој јазик зборува? Ќе праша. На неколку. Хрватски, српски, црногорски и босански. Полиглот! Не знае англиски? Не. Ќе се насмевнам, ќе флиртувам, ќе ми приде Балкан, ќе му намигнам. Не си, ти мртов громе мој. Те носам во срцето. Срце е у срцу куцало. Ние од деца сме си ветени. Mi smo ljudi cigani, sudbinom prokleti. Uvijek netko oko nas dođe pa nam prijeti. Ni bendovi nisu više kao što su bili. Moj se amaterski priprema da svira. Balkane, Balkane, Balkane moj, budi mi silan i dobro mi stoji. И сега што ќе остане за мене после вакви прекрасни читања и двете рецензии од Владко и од Цаци. Значи, пред нас го имаме првиот роман на Јуле. Претходно имавме можност да запознаеме со незината поезија и обично сум скептичен кога ќе треба некој поет да напише роман и да го промовира, бидејќи сметам дека таа линија која што може да изоди поетот за, да речеме, за една нарација во романот знае да биде понекогаш малце потешка и потешко да се проследи, бидејќи треба малце романите на поетите знаат да бидат и малце илиризирани премногу и густо набиени со метафори, да не речем со шербет метафори, премногу изразено и изразот да биде обскурен, а самата приказна многу тешко дофатлива. Но во овој случај се излажав во врска со тоа. Бидејќи овој роман ме остави парализиран уште при првите страници. Ова е роман пред се за носталгијата, роман за нашите епизоди од детството, и тука Јуле тргнува од своја позиција, а успева да ги активира нашите спомени и сеќавањата. А спомените од детството и носталгијата се како диета. Тоа што функционира за едниот човек не функционира за другиот, само што Јуле не е себична, односно успева преку својата диета, преку својот рецепт да ги отвори нашите слики од детството. Така што преку своите прикази дозволува ние да се сетиме и да си ги одново преживееме нашите. Сега можеме теоретски да зборуваме суво за романот, дека се работи за една внатрешна фокализација, дека има јас наратор. Би можело да се каже дека овој роман фикција, ако се изразам со зборовите на Лидија Димковска од незиниот роман Скриена камера. Потоа можеме да кажеме дека гледа со таа фокализација со очи на дете за Скопје и Македонија во 80-тите, дека тука е крајот на медот и млекото на старата Југа и почеток на смртта на Југа и редефинирање на Балканот. Потоа гледа низ очите на млад човек во вителот на транзицијата, што лична, што општествена. Тука е присутна и фрагментарноста, и краткиот спој, сите постмодернистички поставки, мултимедијален колаж и слично. Алтер егото на Јуле, Марла од клубот на зависници од фикции. Можеме да кажеме за тоа како Јуле создава свој космос во романот. Најпрво го развива, потоа се заканува хаосот, па тој настапува и потоа одново космос. И така натаму како еден моќен демијург кој ги преминува границите на обичен роман. Можете интересно успела да ги спои во своите стихови и проза, да речеме Wish You Were Here на Pink Floyd и да речеме Балкан од Азра, заедно со убавиот гром на една позната поетеса од Србија, Светлана Цеца Ражњатовиќ. А исто така да ги вметне и сликите на Моне и тука да се повика и на сликите со задникот на Ким Кардашиан. Значи еден краток рез, критика, пародија, се насочени кон уметноста, така наречената уметност на поп-фолк културата, паланечкиот дух на градот, сите ситни злоби, малограѓанштина, сите оние шмизли, стрейтери, хипстери, хейтери и други, значи, канцери и тумори на секојдневието. Сите овие нешта, значи, ги има, но сметам дека најважно е тоа отварање на нашата носталгија, на нашето детство. Тоа е еден многу голем алтруистички потек на Јуле, затоа што овој роман делува како тригер роман, незините слики ги отвараат нашите слики како читатели.
Сега малце посебично, што ми отвори мене, значи првото читање. Ми ги отвори овие слики, ме подсети на статуата што имав со Вучко од Олимпијадата во Сараево 1984 година. Потоа сеќавањата на социјалистичките цртани филмови за Мразулко, за Лолек и Болек, за Три банана, значи сите оние познати цртани кои што верувате дека во еден западноевропски контекст функционираат како позадина за некое истрипано, да речеме, издрогирано шоу во некои рок клубови, а кај нас беа официјална програма што се даваше во 7:30 пред вестите во сабота и недела. Јуле, значи, враќа низ времето и како мелоди. Додека го читав романот, се подсетив на, да речеме, утрата 89-90, кога во 7 часот на Македонско радио одеа хитовите на Трајче Манев, Осаме, на Хелена Благне, Кога те нема, Наоколу те барам, значи сите оние познати мелодии кои што во еден штимунг да ги чуеме тука сигурно ќе не навратат на нас. Па така оваа ретроспекција на детството, значи навистина сум и благодарен на Јуле што ни овозможи. Не само тоа детство, туку и младоста, сите колективни преслушувања на Архангел, на Азра, на Radiohead, на Pink Floyd, Nirvana и пијаните ноќи во стан во Капиштец, како што има во романот. И своите химни, музички химни, како своја лектира, Јуле ги става толку, значи, успешно до заситување, но без досадување во романот за да се вози приказната. Бидејќи генерално ова е роман за едно возење во автобус. Па така во една пригода ја прашав Јуле зошто се пишува најдобро во автобуси, дали се уште функционира. Јуле ми рече дека кога ги ставиле новите автобуси, значи оние на 2 спрата дабл декери, дека не може да пишува. Ама треба да провери, бидејќи секој вторник и петок околу 10 часот од Румунска до Зелено пазарче најдобрите Чеховско-Достоевски приказни се таму. Романот е краток, искрен, без вишок зборови, без вишок фрази и на Јуле најискрено и честитам, а на другите ви го препорачувам ова романче. И тоа најдобро со карта од 30 денари, да седнете во автобус, да се стационирате на седиште, музиката од телефонот на уво, книгата во рака и let the good times roll. Па сега на крај, ако ви се јави некоја солза или некоја тага на чајот цент, немајте грижа, бидејќи Јуле сигурно е пред создавање на уште еден космос во своите книги. Благодарам. Како малечка прво научив за една така наречена платонска љубов. Но не љубов кон Платон и неговото дело, ама така кога сакаш симпатија. Моето срце беше помалечко од она на баба. Ако за размер и мерка се има предвид онаа шнуличка што таа еднаш ми ја подари. Сепак, нашите срца се растегливи како матка. Може внатре да собере и едно и повеќе бебенца. Така и нашите срца. Во нив има место за многу љубови, па и за онаа кон татковината, за книгите, за велосипедите, за родниот град, за родното село, за миленичињата, за играчките, за родителите, браќата, сестрите, за сумирисија, за пламенче, за чај и колачиња. Има место за љубов кон сопругот, сопругата, другарите, соседите, децата од твојот клас, колегите од факултет или од работа. Има внатре место и за љубов кон уметноста, музиката, архитектурата. Сите тие нешта ги љубиме платонски. Има родители што сметаат дека ако на децата им покажат премногу љубов, ќе ги разгалат. А што е тоа премногу љубов? И не ли треба да има од неа се повеќе? Чудно е ова што се случува со светот. Ми се чини оти нештата се такви токму поради недостаток од љубов во нас. Така се пропагира рекламите за Кока-Кола. Стана ин да се промовираат вистинските вредности. А како ли дојдовме до тоа? Што се случува со човештвото? Од каде?
Потребата да се промовира, наместо да се живее љубов. Кој ли го наметнува тоа? Конзуматорско општество, 5-минутна слава, сексот продава. И тогаш ќе кажеш некому дека го сакаш, дека ти не достига, дека се грижиш за неговото здравје и тој некој се плаши, бега од тебе, те отфрла. Оти е страшно. Оти за такво нешто нема соодветна матрица со која што би го поврзал твојот исказ. Оти не знае како со нешто такво да се носи, како да се однесува потоа. Па оти е ставен во непријатна ситуација, те прогласува за курва. За некоја на која им мрда опашката. Неодамна во една црна хроника пишуваа за еден човек што ја убил жената на својот најдобар пријател. Сметал дека е таква. Може би била. Може би неговиот другар бил полош од неа. Може би и не била. Може би токму овој бил влюбен во неа и не можел да ја поднесе да ја гледа така блиско, а толку далечно во исто време. Луѓето се комплицирани и непредвидливи машини. Никогаш не знаеш на што се подготвени за љубов или поради недостаток од истата. А кој може да ја негира љубовта? Во твојот свет без љубов, се ќе престори во смрт и се почесто тоа те радува. Архангел, превес. Ме боли секогаш кога некој сака да наплати од неа. Преплавени сме со пораки од известни непрофитни организации и реални видеоклипови на кои покажаната љубов и грижа кон бездомниците, децата без родители, жртвите на семејно насилство се глорифицира. Некој таму има потреба да го храни своето его со солзите на овие луѓе, а својот джеп со парите од компаниите, чија што реклама суптилно се појавува во истото видео. Подаривме вода за децата од Кенија, етикети од компанијата што пакува изворска вода. Подаривме облека за бездомниците, некој препознатлив моден бренд, играчки за сирачињата, повторно на сите страни логоа од познатата компанија за играчки. Додека на својот мобилен гледаме клипче на YouTube како некој кученце е спасено од поплава од страна на едно мало храбро момченце, допејки се од љубов. Но пред да го погледнеме ова неверојатно видео, мора да изгледаме и реклама за новата револуционерна крема против брчки. Крај на свој автобусот некому му се лоши. Во чекалната човек умира. На патот една желка е превртена. Од гнездото паднало пиленце пред да научи да лета. Некада некоја принцеза е грабната од змејот. А што ли е тоа што ни го поматува умот? Она што не ни дава да го изделиме реалното од виртуелното. Она што не тера да идеализираме ликови од сериите наспроти реалните луѓе. Што не уверува дека телевизијата е член на семејството. Што од нашите деца прави неспособни зависници од виртуелна реалност и луѓе што не ќе знаат да запалат оган кога ќе им биде потребно. Време е да го отковеме Прометејот Карпата. Орелот. Дали конечно ќе се смири? Бог ќе не врати ли назад во Иден? Оти не јадеме повеќе од дрвото на знеењето. Црквата ќе престане ли да спалува книги и да фрла анатеми, немајки кому да ги упати? Ќе престане ли човештвото да војува? Оти ќе нема доволно луѓе што би излегле надвор од дома. Се сомневам на последно. Матрицата вели хаос, кулминација, космос. Таа кулминација секогаш подразбира многу жртви. А тие луѓе ќе загинат од љубов и ќе убиваат од недостаток од истата. Агенции за лични контакти, социјални мрежи, знаковен систем за изразување емоции. Неверојатни откритија во козметичката индустрија, но сепак нема лек за сида, нема лек за канцер, нема лек за Алцхаймер. Технолошкиот напредок е неспорен. А кога го засека еволуцијата? Дарвин некаде сгрешил. Оти, овој регрес или стагнација не умеам да се ги објаснам. Земјата врти во круг. Ние сме мали рчки од тркало
закачани на кафес и се движиме назад кон местото од каде што тргнавме. Што ли е тоа што не упатува таму? Сакала само да се заблагодарам на Дани и на Даниел, значи на Младинскиот културен центар за прекрасната соработка, на Арма, што ме носи на друг свет кога таа чита, на Цаци, Славица Гаджева, сега и Вики Свидерска, на Душко Крставски, на Владко Владимир Мартиновски и на сите вас што ми ја направивте оваа вечер посебна. Ви благодарам многу.